Здраво, јас сум Виктор. Денеска имаме нов гостин, а тоа е Горан Ѓоргоновски. По мене еден од многу интересните пикери во својата кариера, борбен, воинствен, а многу интересен и после својата играчка кариера. Ке разговараме со Горан и за тој дел. Бица е тука, бевме наоштрени, едно што се смени Меркел како канцеларка веќе не е, вечерва беше процедурата, дуго се надевавме дека можеби и Вардар ќе го смени Кил од тронот, беше можеби блиску, ама не успеа. Горан, добре дојде. Ќе почнеме од назад. Да гледавме над преварот Кил Вардар. Ја и Бица се изненадивме од играта на Вардар, се изненадивме од Анте Кудус. Дали Горан од нешто се изненади? Па добро, ајде прво ви благодарам на двајцата што ме викнавте, драго ми е што ви посакувам многу дебели живци во ова што го работите и да ве држи ентузијазмот, затоа што е навистина нешто што реално му треба на ракометот. Моментално можам да кажам дека нема, Македонија е сиромашна со емисии кои што обработуваат ракомет, а имаме материјал за многу, значи наши екипи играат и надвор многу, репрезентацијата е секогаш актуелна, лигите се многу интересни и навистина е жалосно што и националните телевизии години наназад со чест на исклучоци и на одредени периоди останатите не обрнуваат внимание. На спортот број 1. Така, тоа сакам да кажем дека зборуваме за спортот. Се сложуваме дека не е спорт број 1. За спортот број 1, така да што се работи до надпреваров кој што го гледавме сега, може да кажем дека ајде многу ни се свежи, сега уште сме под некој афект да кажем од самиот надпревар. Без разлика на резултатот, Вардар се покажа стварно во добро светло и веројатно ова ќе им послужи како добра ситуација за нивната самодоверба која што ќе им треба нареден период, имајќи предвид надпреварите, распоредот кој го имаат и многу важен период за сезоната, кај што може да се одлучува дали продолжува во Европа, на крајот и на денот играат едно дерби со Еврофан кој што можеби на прв лиг не решава многу, но знаеме таа нивна да кажам ривалство на ниво Битола Скопје, кое што е во секој случај добре дојде. А во Битола сега е загреана атмосферата. Да, така да ќе разговараме, односно и за Еврофарм, веројатно кои што се движат во различни правци. Она што денес беше интересно, што иако на прв момент сите очекувавме дека Вардар глатко ќе го загуби, тоа веројатно им даде една растеретеност на момците на Вујовиќ, иако не го почнаа надпреварот можеби како што посакува, ајде кажам некоја 10-15 минута, сепак видовме дека до самиот крај беа во игра и пак ќе кажам без разлика на поразот, Вардар го представи нашиот ракомет во арената која што буквално е светилиште на... Зборувавме за време на преварот за каква институција е Кил, па каков им е вебсајтот, па како е организирана посетата, арената, па колку влезници продаваат, колку има мерчендайзинг, тоа е навистина една институција. Тоа е веќе на ниво на бизнис, значи таму е ставено на ниво на бизнис. Кога има надпревар, извини, Горан, не е саат и пол, туку е 4-5 сати, доаѓаш пред надпревар. Јас сум бил во Кил, сум играл против Кил пред 2-13 години, може и 14 има, не се сеќавам и јасно, веројатно на секој се извинувам, љубител на ракометот му е јасно каква институција е Кил. Кил не е ни единствен таков од типот на, ајде да кажам, не е единствен клуб кој што во Германија ги има многу клубови кои што работат профитабилно. Проблемот е во остатокот на Европа, со исклучок на Келце, Веспрем, Сегет, другите клубови не може да се пофалат од надвор од Германија. Сега Франција е во голем подем, особено Нанте исто така еден добар бизнис проект, ако зборуваме веќе во дел на спортски менеджмент, ако не зборуваме за спорт, секако Нанте е успешен и како спортски производ, не може без тоа, но таму е навистина то поставено на ниво, изборуваме и за публиката дека
едва и чекаат полувреме да дојде за да си ги направат своите ритуали, затоа што се тие градови кои што се релативно мали, и ракометот е во принцип спорт кој што се игра во мали градови, ако се види во Структурата на структура, градовите, Келце, Веспрем, Сегет, освен Барцелона кој што е клуб кој што е дел од структура на еден спортски клуб, се вика ФЦ Барцелона и кој што е една секција на Барцелона, останатите клубови, може да видиме Словенија се игра во помали градови, Загреб исклучок, Скопје последниве 10 години исклучок, иначе и во Македонија ракометот се играше генерално Во Струга, во во малите Ресен, во градови. Битола, Пред се во Битола, во Велес. Велес. Да, значи Свети Николе, да. да, како структура на играчи кои што ваделе, но центрите беа Битола, Велес, Прилеп, Кавадарци, не беше Скопје. Значи тоа Скопје имал играчи, имал клубови, имаше, ама но не беше Ама ова. и собирал, да, од маливе места. Тоа е реалноста на големите клубови кои што се фокусирани на фудбалот, генерално Скопје е традиционално фокусирани на кошарката. Тоа уште го осеќаме, иако кошарката е во длабока криза по мене 5, 6, 7 години. па после неуспешните квалификации за Многуте Олимпијада, неуспешни. Се уште можам да кажам, пошто работам во база, со школи и со се, можам да кажам дека Скопје уште не се дава во дел на... еве скокаме од теми на теми. Аеродром одвојува 400 до 500 илјади евра годишно за МЗТ. МЗТ За кошаркарски. каде игра? Си го сакаме, ние малски, ние аеродромци сме. Аба, 2 е 2. А прашање е колку одвојува за ракомет. За ракомет истата сума само во денари. Значи равноправно И не е баш сигурна, веројатно. Видете, прво се работи за различни спортови, а фудбалот ако е нешто што е немерливо со ништо во Европа, кошарката е многу далеку од ракометот во дел на тоа со колкав буџет што можеш да направиш. Ти има ЦСКА што троши 40 милиони евра годишно, со клубови како ПСЖ во коракомет кој што троши 15-18 и викаме дека тоа е некој Нешто, план. да. Така да во фудбал па многу веројатно дека ќе се дофатиш до некоја групна фаза како Динамо и Партизан со тие 40 милиони. Значи правам некоја паралела во дел на тоа што значат цифрите во ракомет и во кошарка и не дај Боже во фудбал. Така да затоа и ракометот е успешен на простори како што е нашиот, зборам успешен во европски рамки, затоа што Вардар беше 2 пати шампион. Гледаме сега Мешков последниве години, па и ете го Мотор игра веќе неколку години Лига шампион. Вчера го победи Фленсбург. Така, значи тоа ти го овозможува ракометот, женскиот ракомет уште повеќе ти го овозможува, ајде да кажеме полесно, така да тоа е нашата судбина на ние што сме инфицирани со ракомет и мислам да не се жалиме, убаво ни. Да. Така, убаво ни е. Значи, ова денес ние имаме Македонија, представник да. во Лига шампион. Да. Така, И кој што достојно кој што игра, И сега тука ќе се вклучиме од минатата епизода, останавме должни, го најавивме Талески како изненадување и денеска цело време се движавме на границата дека едноставно Талески некако растеретен последниве Прикажа на превари солидно ги игра, игра солидно. И тој ми го зборнавме, извини, се растерети притисокот врз него, дека веќе има и други слаби Други карики. на табет. не е прв виновник на Да, се што ќе се Да, случи. и веројатно тоа го растерети да биде пословен да игра. Прво мислам дека Талески прв пат после 3 години, може би и повеќе, има константна минутажа. И сега веројатно не можеме да очекуваме дека тој за месец, два или не знам 3 дека одма ќе влезе во штос. Ќе експлодира, да. Последниве месец дена Талески има напредок и тоа може да не радува сите пред европсково првенство. Да, во одлично Значи, време се качува затоа формата. што јас во моите анализи кои што ги правев во минатото, ајде да кажам, последнава година, дури и посебен апостроф му ставав, посебен дел во анализите беше за Талески кој што го познавам многу Ти беше во периодот во Металург. Да, јас кога играв и кога завршив со играње, кога работев таму, Талески беше во вториот тим на Металург и едно скромно момче тогаш кое што даваше надеж дека може да биде добар играч и доби шанса
во некои несречни времиња на Металург доби шанса да игра на Имаше некој им даде на кил гол таму. многу кога рано 17 доби годишно шанса дете. да игра Лига шампиони. Ете се случи тоа што се случи да оди во шампионот на Германија, нешто незапамтено за македонски услови, да еден играч од Македонија катапултира, го да. појача Германскиот го шампион. засили, се извинувам, го засили шампионот на Германија. Тоа Тоа е мислам дека во друг спорт не се има случајно. Владко Илиевски во кошарка ја засили Барселона, кој што беше актуелен шампион. Во фудбал тоа е за нас незамисливо Не сега. отиде од Така да- македонски тим Владко Илиевски. Така, значи ова буквално иде. Текот на кариерата Тоа, беше тоа, шампион. тоа кажува и за македонските тимови и кој беше значајот на Металург во популаризација, во издигнување на македонскиот ракомет. Значи нас ни се случува сега, не е талиски единствениот, ние имаме дузина играчи кои што отидоа во Бундеслига директно, претходно тоа беше незамисливо. Незамисливо. Секогаш ние моравме да имаме како одскочна даска Србија, Балкан, така. Хрватска Да, најчесто, може, значи никогаш како летовите Шахта, пред Визер да, беше, да. ти можеш дојш преку Виена и Лјубљана И или Загреб Истанбул, за да. да одиш таму. Значи Едно сега време Романија. значи Романија. веќе ние сме на мапата и тоа е може, значи секако дека е добро. Она што сакам да го кажам за Талески, значи можеме да очекуваме, гледам дека и Вујовиќ му дава Се повеќе, внимание, значи му дава шанса и тоа може да не радува. Од друга страна, самиот натпревар, мислам дека Филип Иха очекува, по мене неочекувано, стартуваше со 6-0 на зона која што е класична бековска без гаджа кој што треба да разигрува. Игравме со тројца играчи кои што може да пукнат. Го видовме денес Кудус кој што мислам дека ќе одигран партијата на сезоната овде, барем досега, а и не верувам дека ќе повтори нешто, дај Боже да Ние повтори. имаме теза дека на Кудус му дале карта исписница и овој го фатило страф, решил да ја изигра. решил дечково да игра. Или ти се надовза на тоа дека уствари ова ќе му биде една добра визитка. Порано беа видео касети, Касети, значи ево, се правеше, сам натпревар, да. CD се правеше, CD и се имам продажно CD CD. направен. Да, од Така играчот. така да се поклопија работите во тој дел и мислам дека Иха после завршување на прво полувреме свати дека мора нападот на Вардар да го прекине во однос на тоа бековите да немаат добар залет, да нема Кудус многу простор да Нема шутне. проток, лесен. И тука се отворија некои позиции и за Столе и за Тото, кај што ги искористија максимално, иако денес игравме без крила условно, дека немаше топки многу Дебюровче, шанси, немаше да. топки, немаше ден. немаше топки, но имајќи предвид и кои се бекови, не можеш да очекуваш Многу, многу топки, да. затоа што никој од нив генерално не е разигрувач и не е играч кој што ние знаеме, да кажеме, во ракометот гледа многу црта. Прва опција му е гол. Да, гол. Тука се надополна и слабата партија од некоја 15-та до 35-та, 40-та минута една дупка, на Ландин, а на друга страна бранеше константно Томовски, создаваше проблеми на кил, така да тоа беа некои ситуации кои што го решија надпреварот, да не заборавиме, значи Дувњак напреден е рецепт кој што му е проверен на Иха, не дека тој го немаше На рецептот. Иха и на Хрватска. Да, секаде кај што е Дувњак, во принцип тој сакаше што повеќе да го заштеди Дувњак или да не го користи тоа како ова. Иначе веројатно да стартуваше со таа одбрана, можеби многу побрзо ќе беше решен победникот. Тоа е се во фаза на предпоставки. Но сега ако сакаме да размислуваме како тренери кои што се врвни, не сме ние, никој од нас не е тренер, ниту јас сум работел како тренер. Ја и Бица се нудевме за играчи во еден скопски клуб, тебе добро познат, не примија. Сакам да кажам дека Иха како тренер на клуб кој што е фаворит апсолутен во оваа утакмица и треба да ја добие вака или онака, сигурно дека сакаше прво да искористи цел ростер, а од друга страна да ако не мора нешто да игра, пошто И да не го иако не го знаеме некој распоредот играч, на да, кил, некој игра, да. сигурно дека наредни 3 недели тие игра не Нешто, застануваат, да. тие нив ќе им дојде сега и Флесбург, и Рейнекар, и не знам И Алборг во Лига на така, шампиони, значи, да. од тој аспект, во никој случај не сакајќи да го намалиме
успехот, да кажеме под наводници, на Вардар, односно надпреварот кој што го одигра Вардар. И сега ќе испадне, уствари и така е, одлучија нијанси. Неколку лоши напади на малиот чувара, кој што па нема минутажа затоа што е кратко време и затоа што дебиров институција, неколку грешки, иако сите знаат дека на 5-1 Дувњак ќе сече, па пак пресече, тоа се тие неколку нијанси Веројатно и не е одлучија. така лесно да играш кога е Веројатно и напред, така пошто не е лесно. многу пати видовме дека топката мораше ко балон да помина. Да, и пак се враќаме на претходно кажаното, кило институција, Горан кажа дека Немаш тренери така менуваат на 9 години, дека е тоа систем кој што гази. Во секој случај бевме близко. Да, бевме, имавме активен резултат, дури имавме и последнава контра што беше на чувара, ако беше гол. Ако беше, ќе беше Тоа е, еден. го спомнавме и тоа, тоа е цехот на недавање можност на чувара да игра надпревари Во континенталот. од висок ритам, не зборам дали играл чувара со Радовиш пред 3 дена или пред 5 дена, значи по мене нелогично е ти да имаш Лево две леви крила, а едниот а да не крил. еве ситуација кај што што ти иако треба. знаеме дека Дибиров од кога е во Вардар, многу тешко се добива шанса кој да бил на таа позиција. Вардар ќе го видиме и следната недела на уште едно гостување, последно ова сезона, овој дел од сезоната за него во Загреб, многу клучно. Сакавме да почнеме ние со темата за Пелистер, дали Пелистер освои или изгуби бод. Еве ја и Бице мислиме дека изгуби бод. Збориме за надпреварот во Португалија со Спортинг. Моје мислење, извини Горан, пред да почнеш, дека бодот го изгуби Пелистер затоа што Бабич реши дека е задоволен со еден бод. Така имав представа последните 5 минути дека ги изигра. Дека реши да оди на бод, иако имаше водство, па е без некои статистички јаки прегледи дека имаше скоро цела утакмица. Гледам дека Еврофарм луѓето што го водат се исклучително задоволни, значи од надпреварот и сега реално и пред надпревар да им понудеа таква ситуација, имајќи предвид дека сепак ајде да влеземе подлабоко, Еврофарм се уште ги поминува тие детски болести и е во друга фаза во однос на Вардар, значи мора да видиме реално. Еврофарм се уште е Еврофарм Пелистер или како и да го наречиме, како тим, како структура која што го води клубот и оние што се на терен, се уште не се во фаза на искусни играчи од типот заедно зборам како искусни, не дали Мандалинич има минато или Перич, значи не се во фаза, клубот не е во фаза моментално да бара нешто во Европа и од тој да бара нешто големо во Европа, од тој аспект, и во таа насока гледам дека се задоволни. Надпревар како надпревар, мислам дека немаше потреба Пелистер да игра Имаше без контрола, голман, практично, цел надпревар. и она што беше интересно што од последните 20 секунди, 15 секунди изгубија 5-6 секунди во нејасни ситуации. Да. Пак е тоа некакво искуство или неискуство во однос Играчко, на тимско, да. видовме Чувара ни покажа денес. Да. Сигурно Чувар играл 5 години во Полска лига и давал голови и трошел минутажа. Сме биле во ситуација кај што сме играле на европска сцена, па ќе дојдеш да играш во репрезентација, гледаш дека тоа се баби и жаби. Значи тоа е небо Сосема земја. друго ниво, Значи да. пулсот ти работи на друго ниво и така да се враќам назад на овие играчи кои што играат сега како структура во Еврофан Пелистер, се уште не се стасани за да направат нешто големо. Не се подготвени, Не се подготвени, но Психички но, најмногу. да. Психички. Сега веќе ако разговараме и за структура на играчи, мислам дека премногу напаѓачка екипа има, кај што Перич е не корисен во одбрана, кај што Мандалинич не игра одбрана, кај што Граѓан не ти игра одбрана. Тоа се проблеми кои што кога правиш екипа во април месец и ја планираш или во февруар, било кога, треба да го размислуваш. Шаковски потези. Треба да размислуваш Да. кој ќе игра тука во Кого, два правци, да. кого треба да го смениш и зошто да го менуваш. Ти ако го менуваш Мандалинич кој што ти е прв шутер таму и кој што е, можам да кажам слободно, полуеднонасочен играч или еднонасочен играч кој што знае добро да шутни, се окей,
и од друга страна имаш разигрувач кој што освен на крај немаш кај да го ставиш. И уште пивот кој што нема мора, значи Иако ти се сите тројца одеднаш во тимот треба да ги ти смениш. имаш автоматски ситуација кај што го ставаш не од си во Владович на ситуација- пике. Не си во ситуација Така. да бидеш конкурентен и од тој аспект мора да бидеме задоволни со ова што го видовме во Португалија, иако јас искрено воопшто не сум импресиониран од португалците како структура на екипа или тоа што го игра. Можеби Пелистер не им Пелистер доминираше Можеби- според мене и можеби- можеби само тоа дека не се подготвени за нивото кое го постигнаа во неколките надпревари, дека Да. кога би играле 3, 4, 5 сезони заедно Лига Европа, Лига Шампиони, они можеби ментално, па и тренерот можеби бил по подготвен да ја зграбчи таа шанса, пошто шансата беше. Видете, тренерот кажам, е човек кој што, како и секој менаџер на фирма, на глава на фамилија, дава насока и дава самодоверба. По мене Бабич, не сакајќи да дискутирам за неговата стручна подготовка, не е тренер кој што може така да покрене, да поведе екипа на таков загризе. начин. Тоа е мое мислење, не мора да значи дека е точно. Работа и времето за Еврофарм Пелистер наредни години, не знајќи ги нивните амбиции кои се, сериозно мора да во наредната година или две, ќе мора сериозно да е променат екипата во однос на ова што го зборуваме сега, иако тоа не е нималку лесно да донесеш играч во Битола. Значи, некој ќе рече зошто во Битола не во Скопје, тргнувајќи од проста предпоставка дека Битола не можеш да донесиш голем играч, нема приватна школа да ги запишеш децата на. Значи од такви логистички и инфраструктурни прашања е проблематична за тие што инвестираат во Битола. Инфраструктурата како сала до лани беше проблематична, можеби и годинава, дали е ладна, дали е топла, дали е ова. Значи, тоа се работи кои што не верувам дека некој не ги размислува, но факторот време не можеш да го купиш во однос на создавање екипа. Не смееме сите да бараме премногу од таа екипа во моментов во Европа. Друга работа е домашно првенство. Како и да е, Пелистер собира бодови во Европа, тоа е добро за рейтингот на македонските клубови. Од Пелистер само уште и забелешката се врати маđarски, пошто сме во престрет на европското првенство и полека низ наредниве емисии ќе се обидеме да ги анализираме нашите позиции. Се врати маđarски и ми се чини дека изигра добра партија. Пред се одбранбен. Маđarски секогаш има предност пред останатите играчи на лево крило таму, во однос на тоа дека може да изигра агресивно на двојка, односно на петка и да ја покрие како така, иако Бабич морам да кажам дека и Ојлевски, што не беше случај допред да дојде Бабич во Еврофан, Ојлевски претпоставам никогаш не играл на таа петка, имаше надпревари кај што игра, можеби не големи надпревари, може не европски, ама играше на некој ниво кој е задоволително. Тука е маđarски да речам во предност и неговите недостатоци во однос на напад, ако постојат, во однос на реализација, секогаш ќе бидат ќе му се прогледува низ прсти во однос на тоа, токму враќајци се на она дека претходно дека ти немаш во структура играчи кои ти играат во два правци. Така да тоа може да не радува и претпоставувам дека и во репрезентација ќе има улогата на пик број 1 во однос на останатите, токму заради ова. И Стефче Алушевски, кој што играше 22 години за репрезентација, во текот на својата кариера секогаш беше во предност, затоа што можеше да застане на преден, можеше да застане на халф и тоа ти дава една предност, како што е типот на Винчекот, типот на, знаеме на Паджаш дека е добар, не е вау, добар е, ама исто и со Пекелер. Тие се такви играчи кои што секоја екипа ги посакува и секоја ќе бидат во тие 16. Ќе направиме посебна емисија, минатиот пат исто зборевме за антрополошките карактеристики на играчите на пик. Горан денески исто го забележа, го коментиравме моментот каква гранитна одбрана, ќе направиме посебна емисија. Денеска само ќе спомнеме,
ќе го одбележиме почетокот на светското првенство за жени, за жал повторно без Македонија. И за тоа подготвуваме исто една посебна емисија кај што ќе зборуваме поготово за женскиот раковед во Македонија. Кажа Горан, на сите ни јасно, со многу малку средства може релативно брзо да направиме некој резултат, за жал не е така. И она за што сакавме исто да го искористиме Горан да поразговараме е неговиот ангажман сега повторно во школите, во младинските. Горан го покрена проектот Ракомет за секое дете, активен си во Golden Art. Има ли доволно деца, ја се прашувам некогаш за сите школи? Многу школи има во Македонија, многу активно се работи, многу квалитетно работите. Па добро, јас можам да кажам за Скопје дека и нема многу школи од моје искуство. Ја можам да ви кажам дека во аеродром функционира една школа, ние сме во Блаже Коневски. Аеродром е 100.000 народ, така да мислам дека е тоа премалку, може би има уште една, да не ја знам, па да бидат и две. Тоа е премалку. Кисела вода, ние сме во Кирил Печинович, нема ни простор на друго место да работиш. Зборам за деца од 7 до 12 години, она обука на ова. Точно е дека го стартував проектот, ние сме млади во овој сегмент како проект, Ракомет за секое дете, но од друга страна многу искусни, имајќи предвид минатиот труд претходно. Јас бев, ајде да кажам, начело на тој проект што се викаше КЛ7, школи за Ракомет. Практично од почетокот. Така да и логистиката, луѓето кои што работиме, одамна сме во ова. Тешко ли е да се покрене тоа? Но мене ми беше многу тешко додека го ставам во главата дека треба, дека не беше спорно дали сакам. Ја уживам во тој сегмент многу повеќе него во овој сегментот горе, што е, ајде да кажам, сениорски Ракомет. Мене ми е уживање. Она што ние го пропагираме на социјални медиуми, тоа е навистина така. Значи, децата, кога ќе ги видиш дека се насмејани, кога гледаш дека влегуваат сала со пеперутки во стомак и дека се возбудени, ги слушаме родителите како цел ден ги малтретираат, дека денес треба да... Тоа нас ние. Ова е фаза на деца кај што ти треба да ги инфицираш и треба да ги обучиш на основни работи покрај моторика, координација, да ги обучиш со основни работи на Ракомет. Да го Но најбитно е да го засакаат спортот, да ги избегнат другите работи. Иначе капацитет Скопје има голем, штета што ние немаме доволно училишни сали спремни за да можеме Таа тема ни се провлекува. Да, немаме доволно, значи а имаме, како што рековме, многу школи што работат, дел од нив сега и со ковидот згасна, за жал, некои обстана и така натаму. Од друга страна, спомнати дека сум и во Golden Art, значи проект кој што знаеме како започна пред некои 2 години, знаеме што се случи во јуни, мислам дека имаше заплет, па расплет. Да, расплет. Она што е најважно за клубот е дека и покрај тоа што беше, можам да кажам, слободно пукано во него пред пола година и беше кажано на некој груп начин, беше осакатен, сега е ние клубот преживеа и е во добра позиција. Изгледате, гледавме неколку дерби на Она што беше наша генерална проба за тоа ние каде сме, што сме, беше надпреварот кој што привлече огромно внимание со алкалоидите, еден многу амбициозен проект. Кисела вода исто привлече внимание. Да. Тоа е значи, тука ние покажаме дека ние сме тука, ние сме обстоивме, се задржавме на нозе, наше наредни години да се зацврстиме значи проектот е јасен. Ние сакаме од една страна да создаваме македонски играчи, не значи тоа дека нема да дојдат искусни играчи, тоа треба да бидат македонци, затоа што мислам дека се друго е нонсенс да ние во оваа фаза во која што сме, играме прва лига, сакаме суперлига, па таму ќе ни биде тешко, па ќе се бориме за опстанок. Мислам дека не само за нас, општо за сите клубови кои што се на ова ниво, мислам дека е сулудо да размислуваме, да носиме играчи кои што се од 3-та, 4-та, 8-ма класа од нашето обкружување. Барем за сега го држиме тој курс и јас сум горд на тоа што луѓето кои што го финансираат овој проект имаат сенс
И тука пак ќе го чекнеме МЗ-та. Со години, инвестирање, пари, инфраструктура, без сериозен резултат. Еве еден, ако има производ, еден репрезентативец. На крајот на секоја епизода зборуваме за играч или тренер. Секунда, пред да го поставиш, ја само Клучно имам прашање. кратко сакам одговорот, ако може на кратко. Значи, го видовме Перистер, го видовме Вардар, за некои десетина дена следи дуелот во битова меѓу овие две екипи. Вардар очигледно да кажам, до денес, можевме да кажеме дека е во некаква криза и резултатска играчка, а Пелистер очигледно беше во нагорна линија. Што може да очекуваме? Па мене да ме прашавте пред месец дена, ќе ви кажав дека Eurofarm ја загуби сезоната, значи буквално сезоната им заврши во октомври месец. Благодарение на Eurofarm 2 се вратија во игра во домашно првенство, а од друга страна последните три надпревари во Европа се гледа дека 3,5 и второто полувреме со кадетен. Формата им оди нагоре, а од друга страна на Вардар Оди надолу. формата им оди надолу, ако гледаме се резултатски, иначе денес игра добро. Многу тешко е да прогнозираме што би се случило, во секој случај надпревар кој што е сериозно дерби, сериозна, ќе биде под сериозна тензија и мислам дека таму настарна од тактика, од квалитет на играч, ќе решаваат по мене типови Столе Стоилов, Тимур Дибиров. Тоа е моја прогноза во однос на такви надпревари. Можно ли е некој тренер да изгуби главата после пораз? Било кој да? Па мислам дека не, затоа што од една страна Вујовиќ е човек од доверба на господинот Михајловски, а од другата страна има човек кој што има сериозен менаџерски договор и многу тешко да го трнат од сега во оваа ситуација. А и на крајот од денот, ако сакаме да бидеме сериозни на надпревар на 15 декември, кај што има уште две надпревари во плей-оф, мислам дека е многу несериозно да размислува некој да смени тренер. Спомнавме на промена на тренер сега брзо беше. Нема ништо добро. Мислам дека тоа повеќе кажува за клубот него за тренерот. Тоа е моје мислење, без разлика за кој клуб сега се работи или за кој клуб утре ќе се работи. Повеќе кажува дека клубот нема курс. Јас многу често знам да кажам, анализирајќи го македонскиот фракомет и клубовите. Од 40 клубови, дали 1, 2, 3 клуба имаат во структура на клуб спорт, она што се вика спортски директор или луѓе кои што се позади тренер. Што го планираат. Дури Вардар како клуб кој што е најголем кај нас, освен Вујовиќ, дали постои луѓе кои што држат некаков правец на Вардар во однос на спорт. Еве Вујовиќ сега е во јуни, не е, дали курсот ќе се смени во јуни. Истото важи за Пролет, Бутел, Охрид, кој што околу тренерот. Да, а ние при тоа целото внимание наше и на јавноста и целата критика е секогаш за тренерот. Значи, по мене никогаш курсот на клубот, патеката не ја држи тренерот, затоа што тоа не е, особено ако не е генерален менаџер на клубот. Англија има премиер лига генерални менаџери кои одлучуваат кој кај ќе си оди, за колку ќе си оди. Тип Алекс Фергусон, Арсен Венгер. Во Македонија тие се тренери и тие се грижат за тоа. Немаме структура околу тренерите на клубови кои што држат курс. Да, ние ваму се движиме и кога го бираш тренерот, ти мораш пред да го бираш се соглаши за курсот кој што го. А не ние сега го носиме тренерот кој што го замина пред некој ден, а тој начека готова екипа или 90% готова екипа и имаме ситуација кај што тој не може да ги натера да тренираат или дел не сака да тренираат или така натаму. И после цената ја плаќаат и клубовите и репрезентацијата. И сега да се навратиме на последното прашање, че од минатиот пат фаворит ни беше Талевски, еве на надпреварот со Кил потврди дека е добра форма, Томовски е повторно, го спомнавме и Маđarски. Издвојуваме играч на неделата. Играч или тренер, наш македонски кој што се издвојува. Тешко е, нели? Многу тешко сега. Може да е и од Суперлигата, некој надпревар, сега не следевме некој врвно дерби, последно беше вашето со Јуниор,
таму Печенковски се издвои. Добро, сега мислам, пак зборуваме за Различни нива, за да. некое ново... Она што сега сме под импресие е Анте Кудус, кој што навистина сите го прежаливме. Не во однос дали тој ќе се замени во декември и во јуни, мислам дека нема да биде така, затоа што не дека на Вардар му се претураат играчи сега во моментов, да бидеме реални. Вардар мислевме дека ја спаси сезоната со преку играчи од Металург, испадна дека не е така, затоа што тие двајца играчи не се така константни и никогаш не биле константни. Кравата со млекото. Па не, тие никогаш не биле константни да испорачаат квалитет на долги стази. Не дали е Нокас квалитетен играч, дали е на долги стази. Така да, она што стварно беше импресивно денес беше Кудус. Мене во Вардар, ако ме прашуваш, настана Стори Стоилов, кој што ќе бидам субјективен ако према него, затоа што ни е блиску до срцето. Тото е нешто што стварно е многу интересен играч, иако влезе во некоја фаза да има негативни критики после неговото подпишување, што за нашо поднебие е малку Чудно, да. чудно, но за мене е најголемо изненадување, иако дојде од Плоск и све окей, не очекував дека таков квалитет во два правци, тој денес играше не бъде 60 минути во два правци. И без грешка. Без грешка, тројца го држат, не може да го фатат, одличен прием, физички јак, ти игра на централна позиција во одбрана, па уште нагол да застане и да брани. Пелистере во налет, за Вардар стискаме палци, го очекуваме дербито Алкалуид. Тоа е на пролет, Јуниор? сега заврши. На пролет, да, уште, да. Алкалуид Голден Тоа Арт. е Голден Арт, тоа е на пролет. Ние загубивме бодови во јуниор, кои што не значеа многу во однос на двобојот со Алкалуид. Ние повторно, тој двобој ќе решава кој ќе биде прв, многу веројатно. Има и други надпревари таму во другата фаза, но го остави јуниор во игра за тоа второ место. Со победа наша во кисела вода, јуниор ќе беше многу далеко. Така да, во секој случај, првата лига многу внимание привлекува, што може да не радува само. Беше добро. Да. Горан, ти благодарам. Горан, Ќе те ангажираме пак, се надевам ти беше Супер ми пријатно беше, со нас. да. Ние можеби Опуштено ни беше, супер да, си беше. ние можеби за нешто и навивачки коментираме, ама тоа не е и цел. Така Ви е. благодарам и ве поздравувам. Поздрав.